Минатата недела размислувавме за простувањето и неговата важност во начинот на кој општиме пред се и нација со Бог, но исто така и со луѓето со кои секојдневно доаѓаме во контакт. Апостолот Павле во посланието до Ефесјаните 4 глава 32 стих не потикнува да си простиме еден на друг на ист начин на кој Бог ни прости нам во Христос. Со други зборови, Библијата не повикува со оние кои не повредиле да се однесуваме на ист начин на кој Бог се однесува кон нас, односно да им простиме. И затоа Божјото простување на човековите гревови се наоѓа буквално во срцевината на христијанската вера. Прво затоа што Божјото простување на моите гревови пред се и над се ме помирува со самиот Бог. Но истовремено Божјото простување на моите гревови ме менува на тој начин што исто така и ми дава сила да можам да им простам на оние кои ми сгрешиле во животот. Истото важи и за тебе. Не велам дека секогаш ќе биде лесно, но ако Бог не повикува да направиме нешто, во случајов да простиме, тој ќе ни даде сила за да го направиме токму тоа. Но има и многу други аспекти на простувањето за кои треба да се зборува, бидејќи простувањето како тема и како област од нашиот живот е многу важна за нашето духовно здравје. Добро е да им простиме на другите за тоа што ни го направиле, затоа што тоа не ослободува од товарот кој го носиме на себе. Но што е со ситуациите во кои ние сме направиле белјата? Што е со ситуациите во кои ние сме повредиле некого? Како да постапиме во оние ситуации во кои нам ни е потребно простувањето не само на Бог, туку и простувањето на некоја друга личност која сме ја повредиле? Исто така многу важно, како реагираме тогаш кога сме добиле простување и од Бог, и од личноста која сме ја повредиле, а сепак се уште живееме во само осудување. Зборувавме за потребата да им простиме на оние кои ни сгрешиле во животот. Но, бидејќи и самите ние не сме ниту светци, ниту пак цвеќиња за мирисање, реалноста е дека и ние некогаш ќе направиме белја и ќе ги повредиме луѓето околу нас. Како што ние страдаме од зборовите и делата на другите луѓе, така и другите некогаш ќе страдаат од нашите зборови и од нашите дела. И кога тоа ќе се случи, а сигурно ќе се случи, Библијата не повикува да отидеме кај ближниот на кого сме му сгрешиле и да побараме простување, не само од Бог, туку и од ближниот. Во Евангелието според Матеј, во беседата на гората, Господ Исус Христос вели: Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина ќе биде осуден пред судот, а оној што ќе го нарече брата си празноглав ќе биде осуден пред Врховниот суд. Оној пак што ќе рече будала ќе биде осуден за во пеколот. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму пред жртвеникот, па оди најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Односно, ако дојдеме пред Бог да му принесеме било каков дар, но се сетиме дека сме му сгрешиле на ближниот, Христос вика: оди прво и помири се со ближниот. Оди прво побарај простување од ближниот, а потоа дојди кај Бог со твоите дарови, без разлика дали твоите дарови се, зборувам за денешен контекст, не знам, некоја молитва, некоја песна, доброволен прилог, финанси и така натаму. Не е доволно само да бараме простување од Бог, туку треба да бараме простување и од личноста која сме ја повредиле. Тоа исто како во фудбалот. Кога еден фудбалер ќе направи фаул врз друг фудбалер, не треба само да отиде да се извини кај судијата, туку исто така треба да му се извини и на фудбалерот кој е повреден. Значи, не е доволно само да дојдеме кај Бог и да речеме: Боже, прости ми што го озборував мојот пријател или пак мојот комшија, или пак прости ми што така се однесував кон, не знам, мојот колега на работа. Тоа е во ред, треба тоа да го направиме, треба да се покаеме пред Бог. Но Господ Исус Христос вели во Матеј: оди и кај личноста која си ја повредил со твоите зборови или дела. И обиди се да го поправиш меѓусебниот однос не само со Бог, туку и со твојот ближен. Лесно е да направиме белја и да бараме простување само од Бог. Но Христос вели: ако вистински се каеш, ќе се каеш и пред Бог, ќе бараш простување и од Бог и од онаа личност која пострадала, односно е повредена од твоите зборови или пак од твоите дела. Доколку вистински се каеме за тоа што сме го сториле, Бог сигурно ќе ни прости.
Ветувањето кое Бог го дал преку Јован во првото послание на апостол Јован 1 глава 9 стих е следново. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен, за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. И тоа е нешто на кое можеме со сигурност да сметаме. Кога се каеме пред Бог, кога велиме Боже, жал ми за тоа што го направив и сакам да се променам, Бог никогаш нема да рече: не. Ова што го направи ти беше толку лошо и беше толку катастрофално што ти простување нема шанси да добиеш. Бог не го вели тоа. Бог простува. Тоа не значи дека Бог ги одобрува нашите гревови. Тоа не значи дека Бог на гревовите гледа како на нешто неважно и незначајно. Но Библијата вели дека кај оние кои искрено се каат и сакаат да се променат, Бог им ги простува гревовите. Но за ближниот не можеме да бидеме 100% сигурни дека ќе ни прости. Некојаш другите нема да сакаат да ни простат. Иако Библијата вели дека ваквата постапка, односно непростувањето, воопшто не треба да биде својствена за оние кои себе си се нарекуваат христијани, сепак некогаш личноста која сме ја повредиле можеби воопшто да не биде заинтересирана ниту за Бог, ниту за Библијата, ниту за библиските принципи за простување или пак воопшто за христијанството. И можеби другата личност нема да сака да ни прости. Некогаш, за жал, личноста од која треба и сакаме да побараме простување не е веќе помеѓу живите. Но без разлика на ова, тогаш насебува, тогаш кога ќе сгрешиме, наше да побараме простување од Бог и исто така да побараме простување од личноста која сме повредиле, доколку се разбира тоа е можно. И исто така, нешто многу важно, е да видиме дали има начин на кој можеме да поправиме штетата која сме ја нанеле. Тоа не смееме да го заборавиме. И во идеални услови другата личност ќе покаже милост на некој начин, ќе ни прости за тоа што сме го направиле. Ако другата личност не сака да прости и сака да си носи товар на себе, нека го носи тој товар. Тука веќе не можеме ништо да направиме, освен да покажеме дека навистина сме се покаяле и да се молиме за таа личност да го промени својот став во иднина и да може навистина да ни прости. Но, дури и тогаш кога и Бог и ближниот ќе ни простат за тоа што сме го сториле, често има еден друг многу важен момент, а тоа е нашата лична борба со тоа што сме го направиле. Односно, некогаш може да се случи Бог да ни прости и другата личност да ни прости, а сепак ние да се само осудуваме за тоа што сме го направиле. Во Библијата терминот самоопростување не постои. Но во Библијата постои идејата дека треба да го оставиме во минатото тоа за кое сме се покаяле, за кое сме добиле простување. Да учиме од грешките и од гревовите. Па дури и да живееме со грешките и гревовите кои сме ги направиле, но не да живееме во грешките и гревовите кои сме ги направиле. Оно што многу често се случува е да се сомневаме во тоа дали навистина Бог ни простил за некои така наречени големи и сериозни гревови во нашето минато. Или некогаш дури сваќаме интелектуално дека Бог ни простил, знаеме тоа го пише во Библијата, но не чувствуваме дека ни е простено и продолжуваме да живееме во вина и во срам за нешто што се случило многу оддавна. Некој можеби ќе рече: Бог ми прости. Другата личност ми прости. Но сама себе не можам да си простам. Тоа што го направив е ужасно. И некогаш луѓето не го вербализираат това, не го кажуваат на глас, но се борат со гревовите од минатото и им е тешко да го прифатат и да живеат во простувањето кое Бог им го дал и кое другите им го даваат. Јас можам да кажам дека лично сум се соочувал токму со вакви борби и со вакви ситуации, во кои сум направил нешто погрешно, нешто лошо, сум повредил некоја личност и потоа сум се само осудувал за тоа. Иако не сум го повторил тоа дело, иако сум побарал простување и од Создателот, односно од Бог, а и од самата личност на која сум изгрешил. И претпоставам дека некој од вас исто така кои што слушаат оваа проповед или се соочувале со вакви ситуации или пак можеби се уште се соочувате со вакви борби од животот. Секој еден од нас има грешно минато. И делото грешно минато може да бидат различен вид на гревови кои некогаш ги вклучуваат другите луѓе затоа што сме повредиле некого, а некогаш и во животот сме направиле гревови со кои директно не ги повредуваме другите, туку пред синацен си штетиме самите себе. Не знам, пример. Измама, прељуба, абортус, конзумирање опојни дроги и супстанции, озборување, недоволно време и внимание посветени на некој кој веќе
не е помеѓу нас и слични други гревови се нешта кои се дел од нашето минато. Од нив не може да побегнеме. И некогаш кога ќе се навратиме на тоа минато, потпаѓаме низ искушението и веруваме во идејата дека иако вистински сме се покајале за тоа што сме го сториле, иако Бог вели дека ни простил во неговиот збор, сепак си викаме, ама можеби Бог не ми прости. Или можеби Бог ми прости, ама се уште е лут на мене и се уште е разочаран од мене. Од минатото не можеме да избегаме. Ќе се сеќаваме на него. Но прашањето е како реагираме на нашето минато, особено во контекст на она што Бог го рекол во неговиот збор. Од каде доаѓа идејата дека Бог не ни простил, иако сме се покајале за своите гревови? Или пак дека Бог ни простил за гревовите, ама сепак ние треба да се чувствуваме мизерно до крајот на нашите животи поради тоа што сме го направиле во минатото? Има една личност во Библијата на која ми се дадени неколку имиња. Во Евангелието според Јован, 8 глава 44 стих, таа личност е наречена татко на лагата. Станува збор за сатаната, Божиот непријател и непријателот на човекот, мојот и твојот непријател. Таткото на лагата честопати ќе дојде кај нас и ќе се обиде да не убеди во нешто поинакво и спротивно од она што го кажал Бог. Тоа го направил со Адам и Ева во Едемската градина, тоа го прави и ќе го прави и со нас. Не заборавај дека неговиот, така наречен мајчин јазик, е лагата. Кога ќе се покајаме за некои гревови од минатото. Таткото на лагата е тој кој доаѓа и ни вели: стварно мислиш дека Бог ти простил? Нема шанси. Не си ласкај. Гледај каков грешник си. Тие работи што ти ги направи, Бог ги казнува, но никогаш не ги простува. Или пак некогаш ќе го земе фактот што луѓето кои се нарекуваат христијани не сакаат да ни простат. И тоа ќе го употреби како аргумент против Бог. Ќе се обиде да ни ја пласира следнава идеја. Ти направи грев. И гледаш, има луѓе кои се нарекуваат христијани и не ти простуваат. Тие се Божи представници. Штом тие не ти простиле, најверојатно и самиот Бог не ти простил. Или пак некогаш ќе дојде и ни рече: Бог ти прости, ама е крајно разочаран од тебе. Непријателот не сака да гледаш на тоа што Христос го направи за тебе. Тој сака да гледаш на своите дела. Тој сака да гледаш на своите гревови. И многу често причината поради која ни е тешко да го прифатиме Божјото простување или пак живееме во само осудување, во вина и во срам, е затоа што гледаме само на себе, односно на гревот, а не гледаме на крстот, односно на Божјата љубов. Некогаш нашите емоции ни велат дека ние сме за никаде. А Евангелието ни вели дека Бог не сака, ни простил и нема потреба веќе да живееме во вина, срам и само осудување. И некогаш што е борбата? Ќе им веруваме нашите емоции или пак им веруваме на Евангелието? Апостолот Павле во посланието до Римјаните 8 глава 1 стих напишал: нема осудување за оние кои се во Христос. Односно, на оние кои се во Христос, гревовите им се простени. Павле не вели нема осудување за оние кои се во Христос и кои правеле мали гревови. Павле е јасен и директен. Веруваш во Христос? Веруваш во неговата смрт и воскресение? Живееш покајнички живот? Ако одговорот е да, тогаш Бог ти простил. И како и на една грешна жена во Новиот Завет, Бог ни вели: не те осудувам, оди и не греши повеќе. И во однос на гревовите од нашето минато, секој еден од нас има две опции. Или да учиме од тоа што сме го направиле, или пак постојано да се мачиме поради тоа што сме го направиле. Првото е она кое што Бог го сака за нас. Второто е она кое сатаната го сака за нас. Во посланието до Филипјаните 3 глава, апостолот Павле пишува за еден дел од неговото така наречено мрачно минато, односно периодот во кој ги прогонувал христијаните. Овој период бил доста мрачен и грешен од неговото минато. Ги прогонувал и ги ставал во затвор луѓето само поради нивната вера во Христос. Значи, пред да стане христијанин, апостолот Павле бил доста насилен човек кон христијаните. И Павле не можел да избега тој дел од неговото минато. Но, тој одлучил да не живее во тоа што го направил.
Во 3 глава 12 стих напишал вака: велам така не затоа што веќе достигнав или дека веќе постигнав совршенство, туку се стремам да го достигнам она со кое Христос ме достигна мене. Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Односно, апостолот Павле како да го вели следново: знам дека моето минато е за никаде, но знам дека Бог ми простил за тоа и знам дека она што е важно сега во моментот е да учам од своето минато, но не и да живеам во своето минато. Ако сакам да напредувам во мојата вера, ако сакам да напредувам во духовноста, тогаш не смеам да си дозволам да живеам во тоа што било порано. Да, вистина е дека сме направиле лоши и грешни нешта во минатото. Но, ако сакаме да напредуваме, ќе мора да гледаме напред, а не назад. Да учиме тоа што било во минатото, но да гледаме напред. Проблемот е во тоа што кога непријателот на нашите души ќе дојде да не потсети на минатото, ние гледаме само во нашите дела од минатото. Еден автор многу добро вели дека нема ништо лошо во тоа да гледаме во минатото, да се потсетиме на минатото. Но треба да видиме целата слика, односно да одиме и малку поназад во минатото. Не само на тоа што ние сме го направиле како грев, туку да се вратиме поназад на крстот на Голгота. И да се потсетиме на оно што Христос го направи за нас. Вистина е тоа што го вели непријателот, дека и јас и ти во минатото сме направиле работи кои се за никаде, големи бели. Но, ако си во Христос, тоа е само делумна вистина за тебе. Целата вистина е дека гревот што го имаш направено, што го имам направено, без разлика колку е мал или голем, е нешто кое што Бог веќе ни го простил. И Бог не ни е луд поради тоа што сме го направиле пред 5 месеци или пред 5 години. Бог не е разочаран поради тоа. Или што вели нашиот народ, Бог не те гледа напорки поради тоа. Дури и другата личност да не ти простила откако си побарала простување. Дури христијаните да не ти простат тогаш кога се каеш. Не заборавај дека Христос ти простува. Твојата борба и сомнеш за Божјото простување не го негираат Божјото простување, но дефинитивно влијаат врз начинот на кој ти гледаш на Бог, а влијаат и врз начинот на кој ти гледаш на самиот себе. И затоа е важно да се справуваме со овие битки тогаш кога ќе ги имаме и кога ќе се појават во животот. Христос рекол дека дошол да ни даде живот во изобилие, а не живот во духовна мизерија или пак во самоосудување. Жалната реалност за многумина кои се нарекуваат христијани е тоа што наместо да ги живеат своите животи во светло на Исусовото дело на крстот, тие живеат во светло на своите гревови и безумни одлуки од минатото. Жалната реалност за многумина кои се нарекуваат христијани е тоа што одат во црква, пеат песни за Божјото простување, а сепак длабоко во себе се чувствуваат осудени и отврдени од Бог. Тоа не е Божјата волја за неговите синови и за неговите ќерки. Се во ова може да звучи теоретски добро, но прашањето е како човек да престане да се самоосудува, како човек да почне да живее во слободата и простувањето кое Бог не само што им ги ветува, туку им ги дава на сите кои се каат за своите гревови и се надеваат на Христовата жртва и воскресение. Едно нешто е сигурно, а тоа е дека непријателот, таткото на лагата, ќе доаѓа често и ќе ни искушува со идејата дека или дека Бог не ни простил, или дека Бог не сака да има ништо со грешници какви што сме јас и ти, или пак дека иако Бог ни простил, ние сепак до крајот на животот треба да се чувствуваме виновни, да се само осудуваме за нашите гревови од минатото. Начинот на кој Господ Исус Христос се борел против лагите, нападите и искушенијата на непријателот се состои од добро познавање и цитирање на Светото Писмо и молитва. И во пустината, кога директно бил искушуван од сатаната, а потоа и во Гецеманската градина пред раснувањето, Господ Исус Христос, во првиот случај го користел писмото, во вториот случај користел молитвата, не само во борбата, туку и во победата против искушенијата. И тоа исто така е начинот на кој христијаните, светиите се бореле и победувале речиси 2000 години наназад. Така да, мислам дека најдобро ќе биде да одиме по патот кој Христос веќе го покажал и другите низ вековите успешно го следеле и победувале против
на парите на непријателот. Затоа следниот пат кога ќе се сетиш на твоите гревови од минатото, следниот пат кога, а ова ќе се случи сигурно, кога непријателот ќе дојде да те искушува со идејата дека Бог не ти простил или пак дека Бог ти простил, ама не сака да има ништо со тебе и дека ти е лут и така натаму. Мојот предлог за тебе е да се бориш против лагите така што ќе ја користиш вистината и молитвата. Наместо да отчајуваш поради твоите грешни дела, отвори го Божјиот збор и читај за доброто дело на Христос на крстот. Наместо да пребиваш во твоите гревови од минатото, пребивај во Господовото присуство преку молитва. Ова се најдобрите начини како да се бориш против непријателот. Исто така корисно ќе ти биде да одбереш некој стих или од време на време по некој нов стих од Библијата кој се однесува на Божјото простување и не само да се моли за тој стих, туку и да медитираш за тој стих, односно да размислуваш за тој стих. Претходно ги спомнав 1 Јованова 1 глава 9 стих, Римјаните 8 глава 1 стих, можеш ако сакаш да ги користиш овие стихови, а има уште многу други стихови во Библијата кои им гарантираат простување на оние кои се каат и на оние кои веруваат и се надеваат во жртвата и воскресението на Господ Исус Христос. Мислам дека делумно причината поради која некогаш очајуваме во однос на нашите гревови од минатото е бидејќи ги слушаме нашите емоции, бидејќи така се чувствуваме. Емоциите, иако не се дадени од Бог, сепак некогаш ќе бидат алатка која непријателот ќе се обиде и се обидува и ќе се обиде да изманипулира за наше духовно уништување. Наместо тоа, она што треба да го направиме, она што ќе ни биде корисно да го направиме за нашето духовно здравје е да го слушаме и да се фокусираме на Евангелието, која е алатка која Бог ќе користи за наш духовен препород, слобода и напредок. Ако си во Христос, твојот идентитет не е во твоите дела. Твојот главен идентитет е во Христовото дело на крстот. Бог те ослободи од вината за сите гревови и сите глупости кои ги имаш направено во животот. Слободен си. Слободна си. Тоа е вистината која никој не може да ја промени. Твое и мое од нас сега се очекува и она што ќе биде корисно за нас е да живееме во светло на оваа вистина која Бог ни ја дал и ни ја открил преку Евангелието.